Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Почина долгогодишниот лидер на Северна Кореја Ким Јонг Ил на 69 години. Каква земја остави зад себе и за реакциите од светот на самиот почеток на емисијава? Официјалната корејска централна новинска агенција кажа дека смртта била резултат од физичка и ментална преработеност. Инаку веста за смртта на Ким Јонг Ил предизвика реакции во цел свет. Во соопштение издадено рано денеска, Белата куќа кажа дека е во блиска комуникација со сојузниците во Јужна Кореја и Јапонија. Председателот Барак Обама зборувал со јужнокорејскиот председател Ли Мјунг Бак, при што ја реафирмирал определбата за стабилност на корејскиот полуостров, а во соопштението натаму стои дека двајцата лидери се согласиле да ги насочат нивните тимови за национална безбедност да продолжат со тесна координација. Во Јужна Кореја председателот Ли ги откажал планираните настани и ја ставил армијата на готовност. Во Токио, јапонскиот премиер Јохишико Нода со своите советници исто така работи на одговор на веста за смртта на лидерот на Северна Кореја. Кинеската официјална новинска агенција Ксинхуа понуди сочувство за севернокорејскиот народ. Кина се смета за најблизок пријател на земјата. Инаку државата сега е под лидерство на Ким Јонг Ун, наследникот кој брзо напредуваше откако татко му го направи генерал со 4 звездички минатата година. Вице-премиерката за евроинтеграција на Република Македонија Теута Арифи викендов беше во Вашингтон. Нашиот колега Јане Бојаджиевски јавува дека во разговор за Гласот на Америка таа рекла: Македонија треба да инвестира труд, време и волја во градење силни и отворени односи со администрацијата на САД. Еве повеќе од нивниот разговор. Вице-премиерката за европски прашања Теута Арифи присуствуваше на конференција во Стейт Департментот за заживување на проектот за зголемување на бројот на жени во јавниот сектор на локално, национално и меѓународно ниво. За впечатоците од состанокот меѓу 40 учесници од 37 земји во светот, вели: Секако дека женските права се човекови права и ангажирањето за поголемо присуство на жените не само во политичкиот и јавниот живот, туку во целиот процес на градењето на општеството е многу значаен, затоа што на процесите им се дава еден многу квалитет, еден нов квалитет кој очигледно не достига кога жените не се дел од тој процес. Таа е прва жена албанка која станала парламентарка во Македонија. Горда е што Македонија е една од земјите која предничи во застапеност на жените на изборни функции и се залага за промовирање на еднаквоста на жените и мажите во сите процеси и во општеството. Освен на конференцијата во Стейт Департментот, Арифи остварила и бројни средби со официјални американски лица, при што ги пренела и очекувањето од Македонија. Инсистирањето, значи особено наше да оваа година самитот на НАТО да биде успешен и ние да успееме да станеме полноправна членка на НАТО. Сметам дека ние како земја треба да инвестираме така труд, време и волја на градење на силни отворени односи со администрацијата во Соединетите Американски држави, затоа што мислам дека се работи за еден битен стратешки партнер не само на Македонија, туку и на регионот. Од разговорите со американски официјални лица и било кажано дека позитивно се гледа на фактот дека реакциите во Македонија по одлуката на судот во Хаг не се еуфористички, ниту триумфалистички. И тоа се цени како политичка зрелост на политичките актери во Република Македонија. Вице-премиерката Арифи рече дека американската администрација и натаму е заинтересирана спорот со името да се надмине, што е можно поскоро. Планот за контратероризам на Белата куќа, објавен порано месецов, повикува локалната полиција да работи со малцинствата во Соединетите Американски држави и имигрантските заедници. Следниот извештај од Лос Анџелес, каде градската полиција веќе работи со одделот за домашна безбедност на имплементирање на планот за обука на полицијата во целата земја за превенција на екстремизмот. Вториот град по големина во САД, Лос Анџелес, е дом на емигранти од цел свет.
Ние сме еден од најдиверзитетните градови во светот. Овде се зборуваат повеќе јазици од каде било во САД, а може и во светот. Майкл Даунинг раководи со бирото за специјални операции на контратероризам во полицијата на градот. Светот е глобализиран, заканата е интернационализирана, а традиционалниот криминал стана транснационален. Луѓето што живеат овде сега го представуваат светот. Даунинг вели дека чувствителноста на начинот на размислување и реагирање на емигрантите за светските настани ќе им помогне да се чувствуваат помалку изолирани и да спречат екстремистичко однесување. Омар Ричи од Советот за муслимански јавни прашања се согласува дека градењето меѓусебна доверба е клучот. Тоа развива партнерство каде муслиманите не се автоматски осомничени, туку се третирани како ресурси во борбата против глобалниот тероризам. Посегнувањето по заедницата е работа на Чанд Саед, полицаец од пакистанско потекло, роден во Саудиска Арабија и израснат во САД. Религијата и етничката припадност ми помагаат, зашто разбирам, знам да разговарам на ниво што други полицајци не можат. Адвокатот од Унијата за граѓански слободи, Ритер Бајбринг, вели, без обука може лесно да се забега во етничко профилирање. Треба да обезбедиме фокусот да биде на активноста, криминална или терористичка, а не на широка уставна област како фотографирање или одредени расни или верски групи. Планот на Белата куќа се однесува и на вклучување на училишта, каде нормално такви прашања не се третираат, да бидат инволвирани во спротивставување на насилнички екстремизам. Сајат оптимист за идејата, но вели се надева дека Белата куќа ќе обезбеди и повеќе пари за нејзино спроведување. Најголем дел од храната што ја јадеме доаѓа од продавница, но дали има нешто во вашиот двор што е исто толку добро, ако не и подобро за јадење? Гледајте утре во Newsflash. Нов тренд во САД. Курсеви за подготовка на диви растенија. Се што е зелено не се јаде. Во утрешен Newsflash како да го препознаете отровното? Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Благодариме што бевте со нас и овој понеделник. Имајте убава работна недела. Ве чекаме овде повторно утре. Пријатна вечер.